Čeri, što ki готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Па да, сме во мојата кујна. Кујната од Чери, што ќе готвиме денес. А све што треба за готвење се наоѓа каде? Во фрижидерот. Па има и овде, има и тука на страна, ама принципот на, како рекам, главните намирници ми се тука. Ајде, да видиме што ќе готвиме денес. Сакам да направам нешто свежо, така една убава салата, нешто. Гледам од имаме на убава диња таму. Со дињата, најдобро оди туна. Туна. Ке му ставиме малку прас, ситно сецкано така. Ке му ставиме, обавезно малку нешто лутко, една пиперка лута, домат. Имам убави домати овде што треба да се готват. Ете тоа, да се сечат. Ке ставиме малку исто и пиперка, ке ставиме краставица. Имаме, добро, това со зеленчукот. Оти сакам да му додам салата тука. Океј. Што имаме тука? Не. Ке видиме со што имаме на располагање како овошје. Овошје имаме тикви, имаме грозје. Ете, ке му земам малку грозје, ке ставам во салатата. Како кажав, убава диња тука. И да извадам. Вау, таман. Како убаво мириса. Мислам оти е спремна за да се јаде. Така. Исто ке му ставиме на мара. Праска. И ова почна со меко. Супер. Таман. Имаме, мислам, све што ни треба за денес. Ете, чекайте, ќе го земам и портокалот овде, да го направам убав сос дресинг. Какви намирници имаме на располагање. Браво. Смоквите? Не. Океј. Салатата тука. Домат, грозје, туна, портокал. Добро. Што ќе почнеме? Ајде. Прво да лупиме краставицата. Така. Да имаме спремна, да имаме само да ја пресечиме на малички коцки. Кубети ке кажав. Кубети тоа се прави со леп, не се прави тоа со краставица. Ајде. Хап. Ова ми е спремно за сецкање. Океј. Ајде да земам еден сад, ќе биде малку полесно, па ќе земам и повеќе. Нема ништо да печам. Можам тука да си го ставам на страна и да биде спремно, за да можам да ги ставам намирниците внатре. Ајде, доматот. Да го измиеме малку. Под вода. Така. Океј. Томатот ке го сечам директно. Така. Ке ставиме големи коцки, ке биде полесно. Вака. Уште на 3. Вака. И 3. Така. Исто ова. Ајде, остани ми тука. Вака. Вака. И вака. Ајде. Домат може тука да се стави. Вака. Навикнат сум со поголем нож, ми е полесно за да ги собирам, како да кажам, намирниците. Ете, вака со нож. Убаво ми сечи, ама малку потерсене за да собирам што е на даската. Секогаш кажувам, чиста даска. Ајде. Ова. Портокалот можам да го сечам на половина, он ќе биде спремен за да направиме убав дресинг сос. Праската, ајде, да сечиме. Праската и она може да биде спремна. Лесно. Вака. Ајде. Океј. Ова тука, па чекајте и праската малку да ја измијам. Вака. Вуаля. Океј. Праската исто, ќе направиме убави пачиња, убави коцки. Другиот нож ќе ми биде полесно. Така. Чудно, секој нож си има посебен начин на сецкање, на собирање и све. Гледате овај како е лесен. Голем нож, валда, директ. Хап. Многу полесно. Ги ставив
доматите и праските заедно. Една комбинација. Празот. Многу го сакам праз. Имаме навика да го јадиме пржен, варен и све. Јас сакам да го јадам свеж. Така, ситно сецкан, убав шмек му дава во салатите и за мене е убава комбинација со овошјето. Голем дел од салатата, а не голем дел, да кажеме 90% ќе биде овошје. Ете вака. Ова доволно е. Ќе оставиме со доматите овде. Ете така. Ситно сецкано, многу ми се допаѓа. Така. Валя. Ако ни треба, ќе му додаваме. Ова ќе оставиме на страна. Ете, не ни треба више. Пак, бришиме и собираме. Валя. Океј. Вау, дињата е врв. Ја сечиме една половина, ќе мислам оти една четвртина само од дињата ќе ни биде доволно. Другото ќе употребиме, имаме уште други рецепти. Сезоната не е уште завршена. Ете така, 1, 2. Ова ќе ми треба една лажица. Хајде да извадиме средината. Како лесно се вади. Тоа покажува отие точно како треба за да биде јадена. Како е, како се кажува, лемур. Зрела. Ете така зрела. Арно, ти колегите ми се тука за да ми кажат неколку пати така на страна зборови што ги заборавам и тинг ми доаѓа така, како еден мал глас така, офтон. Тоа е тоа. Валя. Зрела диња. Хоп, сечиме 3 парчиња. Одлично. Вака. Хоп. Ја вадиме лушпата. Кажувате, што ни прави ова овде? Ни прави салата со овошје. Па да, во Македонија салата од овошје се вика маседон де фруи. Правиме маседон де фруи, ма на друг начин. Ајте. Ја многу сакам да ги мешам вкусовите така, благо солено, благо кисело. Многу добра комбинација прави тоа. Ова го сечиме. Јоп. На мали парчиња, исто. Така. И тука го ставаме. Имаме уште работа, знаете. Ама на крај, како ќе ни биде, не ќе биде вкусно, ќе биде превкусно. Ете, тоа е најважно. Ја мислам, оти ќе имаме пак за јадење. Секогаш прам за мене и за мојата шери. Ама. Знаете, од кога почнав на емисиите, сите знаат, оти кога готвам, не готвам само за двајца, готвам за четворица. А кога завршува емисијата, кога тањирите ми се спремни и некој звони на врата, секогаш имам гости. Чудо, па што останува? Никогаш не останува. Таман е за луѓето што доаѓаат како гости. Така имаме убаво грозје. Па грозјето исто малку да го поминиме под вода. Така. И црвеното. Така. Таман. Периодата на грозјето доаѓа. Имам овде до куќата, имаме лозје, ќе почнат полека на крај на септември, почеток на октомври да го берат. Ќе имаме ракија, ќе имаме вино и ќе имаме грозје за лапање. Така, супер. Неколку зрна од грозје, така се кажува, зрна од грозје. Добро. Не кажав глупости. Океј. Така. Исто црвено грозје, па црвено, више на крај не се знае. Ама има само црвено вино, тоа се знае. Нема црно вино. Така. А дали знаете, оти бело вино неколку пати се прави со црвено грозје. Да, и како розе вино се прави исто со црвено грозје, што се остава малку лушпата. А за бело вино ич не се остава лушпата, се прави сок, првиот сок се става на страна и се прави бело вино. Тоа е различна сорта на црвено грозје. Ова ни е доволно, ќе го вратиме тука. Да имаме место да ни гледате како се работи. Ете, овде ќе ги
sečíme samo na polovina. Hop, така. За да можеме полесно да ги мешаме во салатата. Така. Воля, полека. Почнуваме да видиме при крај со сите намирници што ни требаат. Тоа не што ни требаат, тоа не е посебна рецепта што е напишана негде или некој што ја направи во една книга или све, не, тоа е рецепта што ја измислив сега, на моментот. Што имате на располагање, можете да го употребите и да го ставате во една убава рецепта што го правите секој ден. Поентата од емисијата, како ви кажав, и како го знаете сега, после толку емисии што помина, што не гледате, е да се готви со што имате на располагање во кујната секој ден. Да имате идеи, различни така рецепти, различни идеи, што кој можете да направите со останатокот од намирниците што ги имате на располагање. Ќе му ставиме пиперки, да мешаме малку лута пиперка со ова, така да му дај убав вкус, после ќе додадам све, ќе му додам малку маслиново, чекајте, многу зборам, ама ме чека пиперката овде, ајде, сечи, Марк, сечи. Толугето на крај, више, мислам оти ова е доволно, да не претеруваме со лутото, така. А ние се враќаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Завршивме со лутото ќе го мешаме. Чекајте. Имам уште краставица, имам уште пиперка овде што треба да сечам. Да, имам многу намирници за сецкање. Точно така. Ама, на крај. Овие сите намирници што ги додадов, кога ќе се мешат така во устата, вкусовите ќе бидат. Јас секогаш ќе кажувам на сопругата, во Македонија се кажува ќе падне на газ. Така, толку е убаво од вкусови ќе падне на газ. Или ќе имаме убав бактиш. Па ќе видиме. Или едно, или друго. Ете така. Така. Ова ќе осочиме на тенки парчиња. Не е толку дебела краставицата, можеме да си дозволиме да правиме вака на тенки парчиња. Супер. Вака. Океј. Тука. За двајца ова. Плюс, што сум на диета јас. Не. Ама, одлично ќе биде. Така. Краставицата. И краставицата дава така еден посебен мирис и шмек на тоа све. Имавте пробано, кога правите така еден сок, дома да ставите сок од портокал, сок од лимон и све тоа, и му ставате неколку парчиња од краставица во сокот. Вау, знаете како е преубаво. Или кога правите лимонада. Бабите сите прават лимонада. Малку сок од лимон, вода, шеќер. Ставете неколку парчиња од краставица внатре, малку нане, имате преубав сок. Така, ова. Тука, јас тоа го памтам, навистина баба ми правеше лимонада така лето. Многу добро беше. Ајде, уште малку пиперката овде. Вара. Доста, Марк. Више на крај. Претеруваш. Овде. Океј. На ова. Ќе му ставиме малку маслиново масло и тука маслиново масло. Ете така. За да бидат од почеток малку зачинети, ќе му ставиме и сол. Шо ни прави ти ова? На овоше му ставаш сол. Да. Знаете, оти солот кога му додавате на нешто што е благо, му го дига вкусот на благото. Преубаво е. Што му ставаме? Ќе му ставам малку кари. Ќе му дајте овие мирис, малку различни на све тоа. Малку само, чисто така, за да се осеќа нежно во позадина. Океј? Лук? Не. Да не претеруваме? Не. Ке му ставиме малку, што имам овде назва? Оригано. Топ. Да, оригано малку. Така. Одлично. Ова ќе стои така. Бибер можеме да му ставиме. Да. Имам микс од бибер овде. Да, шарење од бибер. Одлично. Така. Вала.
Ok. Така. Сега можеме чисто малку така да го измешаме. Кога мешаме секогаш од доле до горе, од доле до горе, доле до горе, за да биде убаво измешано. Така. Доле до горе, доле горе. Ова е. Супер. Вау. Едно спремно. Овде исто. Ете, празот. Праските. Доматите. Каква мешавина. Така. Јас сакам ова да го правите дома и навистина да ми пратите коментарите. Оти, за вас ја може чудно, ама сигурен сум, оти кога ќе го направите тоа дома, ќе го правите тоа и повторно, оти толку убаво е, многу лесно е, што сите ќе бидат воодушевени околу вас. Во Македонија ги имаме сите намирници. Имаме све тоа на располагање. Зошто да не го правиме, да не го мешаме? Може уште на тоа да знаете што да се додаде? Уште маслинки. Немам, ама може да се додават и маслинки. Ајде, сега ова тука ќе направиме дресинг сос. Пинг! Дресинг сос. Сок од портокал. Што ни прави овде? Дресинг со сок од портокал. Па да. Зошто лимон? Зошто не портокал? Па да. Вала. Океј. Уште другата пола. Така. Топ. Как убав мирис има и тој портокал. Па све што имам на располагање на вистина е така симфонија, можеме така да кажеме симфонија на вкусови, на мириси. Да. Вау. Така му ставам малку босилек. Свеж. Така. Не. Раците. Ја бришам малку таската и одиме со убав босилек имам овде. Имам убава лаванда. Малку лаванда. Ќе одиме во Прованс. Знаете тој регион во Франција? La Provence. На Прованс, таму има лаванда, колку сакате. Од таму мислам производат за цел свет лаванда. Све прават со лаванда, мед од лаванда, сенф од лаванда, лимонада од лаванда, мислам оти све. Све има од лаванда, таму мириса цела година лаванда. Ете така, малку босилек. Таман. Маслиново масло. Може малку повеќе маслиново масло. Е така. Да не забораваме, оти имаме салата. Океј. Малку сол. Така. И малку бибер. Медитерански зачини. Ете тука бибер. Така. Ми фали уште две намирници. Ми фали уште малку мед и малку сенф. Мед и сенф за мене многу пати го потребам тоа во овие моите дресинг. На вистина, зошто оти медот му дава таја блажина, а сенфот му дава таа малку киселина што ми треба за сос, за дресинг сос што ги правам. Ете така. Малку мед. Вау. Топ. Не му треба многу, оти имаме портокал. Портокалот е доволно благ. Така. Убавина. Мед. Баба ми даваше секој ден една лажица мед. Пред да одам у школу. Мислам оти, никај вас, бабите правиле тоа. Тоа е нешто, да кажеме, ритуал. Ете така малку сенф. Океј. И сега го враќам ова.
Aman. Imаме дресинг, сос. Одлично. Портокалот го имаме така на прв мирис. Второ, босилек. Трето, семф. Све тоа комбинација одлично. А полека, можеме да кажеме ти сме при крај. Шери, што ќе готвиме денес? Сосот ми е спремна. Овошјето ми е спремен. Салата. Ми треба да земам еден за сервирање. Така. Ова. Така. Салатата. Како баба марула. Ќе помине малку под вода. Ми земе најубавите листови. Тоа што се во средината. Другите ќе останат тука. Така. Таман. Така. Вара. Чиста салата. Отлична. Окей. Не сецкаме. Не многу тенко, не многу дебело, да имаме убава подлога. Ставаме подлогата во послужавникот. Окей? Одиме со имаме дуња, имаме краставица, имаме грозје. Вау. Ова ќе почнеме да го ставаме над салатата. Да не заборајме, оти овде имаме и љути пиперки, Ова мешавина ќе биде бомба. И кршкаш, благо. Кршкаш, љуто, вау, топ ќе биде. Малку грозје. Оп. Вара, мислам оти ова е доволно. Ова ќе одржиме на страна, ќе ни биде за, кажам, копрам. Не можам да правам за двајца. Тешко. Тоа ќе биде шервиш репете. Кака убава боја, гледайте. Сега ги ставаме празот, праските и доматите. Во меѓу време, имале време малку да се маринират маслиното масло. Одлично. Така убава подлога. Ми фали нешто. Што кажав јас? Туна. Ајде. Пребава туна. Една. 2 кути туна, да ги сцедиме. Хоп. Така. Окей. Оп. Милизна. Така. И сега уште една лажица. Тураме на ова убава комбинација. Уште една убава рецепта со туна ева од Подравка. Пак ќе кажам, ова е нешто што го имаме дома, сигурно, дали во фрижидер, дали во, како да кажам, оставата, дали во било што. Тоа е нешто што е многу лесно за употребење. Гледајте, правите салати, правите топли јадења, може да го мешате тоа со тестенини и све. Јас направив една убава салата со тоа денеска. Вака, сега. Одиме со сосот. Гледајте, дресинг сос. Тоа го ставаме на туната. Моли ги ми течат. Вуала. Вака. Гледам и позади телевизија. Сигурен сум, оти и вие чекате од Вај да направите оваа рецепта,
da probate i da mi kažete da li vi se dopadna. A nije, su moja tašeri. Za danes mi kažuvame bon appétit i se gledame za naredni recept. Chérie, što ki gotujeme danes?